почитуван градоначалник, почитуван директор на јавното предпријатие, почитувани медиуми, денеска знаете дека и владата на Република Северна Македонија одржува редовна седница која што ќе биде токму во Штип, се со цел поблиску до граѓаните, да се разгледат и да се слушнат проблемите, но и сето она што ние го работиме за да го поразговараме и да видиме заеднички едноставно во кој правец и која стратегија градиме. Денеска можеме да кажеме дека при посетата на јавното предпријатие филтер станицата Исар која е собственост на општината Штип, преку Министерството веќе е отворен јавниот тендер за набавка за допремување на пречистителната станица, која што ќе биде поврзана преку хидросистемот Злетовица, каде што имаме изградено систем кој е подобна, но не е во функција, затоа што се прават сега напори. Само можем да кажем дека во последната година целиот проект хидросистемот Злетовица беше во една фаза во која што немаше прогрес, немаше напредок, но секако дека со напори и она се што можеше да се направи, веќе може да кажеме дека во Карвенци е затворен, односно избран е изведувачот, каде што ќе почнат исто така со работа, каде што некаде вредноста е околу 85 милиони денари. Овдека проценетата вредност е 290 милиони денари за доградбата на филтер станицата со најсовремена технологија, односно ултрафилтрација. Така да очекуваме на 5 февруари се затвара повикот, односно оние фирми кои ќе имат пројавено интерес, ќе се разгледаат документиве и се надевам дека многу брзо ќе може да започне и со активностите, бидејќи парите се обезбедени во буџетот, кои што идат преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Така да овој тренд кој што се работи со давање на голем значај на водата, односно кога велам тука секако и доаѓаат и големите системи за наводнување кои што ги финансира Министерството од националните пари, секако и кредитите кои што се земе од КФВ банката, но еве овдека јас денеска при посетата би сакале само ова да го најавиме и да го промовираме. Секако дека тука по одредени техникали, мислам дека тука градоначалникот кој што поблиску би можел да ги